Специјалните настани за прибирање на средства се една од најпопуларните алатки кои што ги користат непрофитните организации за да приберат донации од граѓаните и од бизнис секторот. Во овие специјални настани спаѓаат добротворните концерти, маратони, трки, други спортски надпревари, аукции, гала вечери. Широка е палетата на настани кои што може да се организираат. Меѓутоа, внимавајте. Ако сакате да организирате ваков специјален настан само со единствена цел да приберете што е можно повеќе средства, може да се разочарате. Организирањето на вакви специјални настани бара многу енергија, многу ангажман од цел тим во рамки на организацијата, дополнително бара и средства кои што, доколку не ги покриете од спонзорства, може да ве доведат на крај во загуба од организирањето на настанот, наместо во позитивна добивка во смисол на финансиски средства. Меѓутоа, ваквите настани се особено добри доколку сакате покрај прибирањето на средства да ја промовирате вашата работа, да ја промовирате вашата кауза, да запознаете што повеќе луѓе со проблемите кои што вашата организација ги адресира и решенијата за тие проблеми. Заради тоа, доколку поставите вакви двојни цели, тогаш специјалните настани, кои што вообичаено се реализираат еднаш во годината, со тенденција да се повторуваат секоја година, се вистинската алатка за вас. Во организирањето на специјални настани за прибирање на средства, водете сметка за 5 клучни чинители. Прво, изведувачите кои што ќе ги поканите на настанот за прибирање на средства. Тоа може да бидат познати лица од шоу бизнисот или пак многу познати политички фигури или бизнисмени, значи луѓе кои што ќе може да привлечат поголем број на граѓани да се придружат на специјалниот настан. За изведувачите е многу важно што и тие посредно ќе добијат од ваквиот настан. Може да се поврзете со некоја позната личност, затоа што тие навистина веруваат во она што вие го работите. Меѓутоа, доколку и тоа не е случај, тогаш може на таа позната личност да им ветите одредена промоција или одреден надомест хонорар за нивниот ангажман. Меѓутоа, значи целта во ангажирањето на овие лица е да тие привлечат што е можно повеќе посетители. Вториот чинител, кој што е важен за организирањето на специјални настани, се спонзорите. Задолжително гледајте што е можно повеќе од трошоците кои што ќе ги имате за организирање на ваквиот настан да биде покриен со спонзорства од страна на некои компании. Компаниите ќе ги идентификувате според сродноста на она што го работите или според нивниот интерес за одреден настан. Честопати може да се случи да и самата компанија која што сака да ви биде спонзор на некој начин наметне или даде предлог каков тип на настан тоа ќе биде. Дали ќе стане збор за концерт или пак можеби за некоја спортска манифестација. Бидете отворени да договарате и преговарате со вашите потенцијални спонзори. Понудете им на самиот настан да промовираат или да поделат дел од своите производи и на тој начин и тие ќе зголемат својата видливост и корист од самиот настан. Третиот чинител се медиумите. Задолжително обидете се да обезбедите некој медиумски спонзор. Тоа ќе зголеми видливоста на настанот, бидејќи вашата цел е на ваквиот настан да дојдат што е можно повеќе луѓе. Четвртиот чинител е самата ваша организација. Бидете сигурни дека каков и настан да организирате, тој да се фокусира на вашата организација. Јасно да ја промовира вашата работа, да го промовира вашето име и бренд, затоа што тоа ви е можност да ја се промовирате кон пошироката јавност. Тоа треба да им биде јасно и на самите изведувачи и на самите спонзори. Настанот е за вас и за вашата кауза. И петтиот чинител, тоа се посетителите или гостите кои што ќе дојдат на тој настан. Вие самите треба да одлучите кого сакате да поканите. Дали пошироките граѓани, например доколку станува збор за масовен добротворен концерт или можеби добротворен маратон, или пак сакате за поуска публика,
како на пример специјални аукции или пак гала вечери на кои што ќе поканите потесен круг на познати личности или бизнисмени кои што би можеле да ја поддржат вашата работа. За специјалните настани е важно да обезбедат забава за публиката. Тие треба да бидат организирани така да луѓето сакаат да дојдат на тој настан. Можеби ако е настан како на пример пикник, да ги поведат и своите семејства на тој настан. Значи треба да е нешто што ќе ги привлече да дојдат, бидејќи многу од граѓаните и од фирмите и не знаат нас како организации. Доколку настанот е забавен и вклучува позната личност, поголема е веројатноста дека и тие ќе дојдат. Но внимавајте на една работа. Многу е важно да луѓето точно знаат дека се од нив се очекува на настанот да придонесат со своја донација. Значи, иако настанот може да биде поврзан тематски за околу друга активност, многу е важно на крајот вие да комуницирате дека целта е прибирање на средства за одредена ваша кауза. Најуспешни се оние специјални настани кои што се поврзани со вашата мисија. Гледајте на специјалниот настан да искомуницирате таа мисија. Например, доколку се залагате за здрави животни навики, може да организирате спонзориран настан каде што граѓаните ќе спонзорираат некој нивен близок да речеме во период од 7 дена се откаже од пушење или од конзумирање на алкохол и со таа цел оној кој што го спонзорира блискиот ќе даде одреден износ како донација во организацијата. Или пак, например, доколку вашата мисија е поврзана со социјална инклузија на лицата со попреченост, може да организирате спортски настан или пак пикник каде што заеднички лицата со попреченост ќе може да се дружат и да бидат вклучени во заеднички активности со останатите посетители на настанот. На тој начин јасно ќе искомуницирате и мисијата за која што се залагате.